Државниот завод за статистика објави дека прометот во индустријата во април годинава бил зголемен за 7,3% во споредба со истиот месец минатата година, а најголем раст е забележан кај капиталните производи, каде прометот е повисок за 12,7%. Пораст има и кај интермедијарните производи и нетрајните производи за широка потрошувачка, додека намалување од 3,4% е регистрирано кај трајните производи за широка потрошувачка. Статистиката покажува дека прометот на домашниот пазар е зголемен за 4,5%, а на странските пазари за 8,7%. Сепак во однос на март годинава вкупниот индустријски промет бележи пад од 1,8%. Европската Унија почнува со примена на новиот пакт за миграција и азил, со кој се воведуваат построги правила за управување со миграцијата и засилени контроли на надворешните граници. За македонските граѓани кои патуваат легално во Шенген зоната за сега нема нови визи, но од април годинава веќе функционира системот ЕС, кој ги заменува печатите во пасошот со дигитална евиденција. При влез и излез од Шенген се регистрираат податоците од пасошот, фотографија и отпечатоци од прсти. Системот автоматски го следи и правилото за престој на најмногу 90 дена во период од 180 дена, а прекршувањата може да резултираат со казна или забрана за повторен влез. Следната голема промена е системот ETIAS, кој се очекува да почне да функционира кон крајот на 2026 година. Македонските граѓани пред патување треба онлайн да добијат електронско одобрение, кое не е виза, но ќе биде задолжително за влез во земјите од Шенген зоната. Жителите на Европската Унија во просек работат 35,9 часови неделно, но најновите податоци на Евростат откриваат големи разлики меѓу европските земји. Македонија е меѓу државите со најдолго работно време, во просек од 39,5 часа неделно. Наврвот на листата е Турција, каде што работната недела трае 42,4 часа, пред Босна и Херцеговина и Србија, кои се единствените земји со повеќе од 40 работни часови неделно. Во Европската Унија најдолго работат грците со просек од 39,6 часа. Од друга страна, најкуса работна недела има во Холандија, само 31,9 часа. По неа следуваат Германија, Норвешка и Данска по 33,9 часа неделно. Експертите сметаат дека разликите се должат на продуктивноста, на работничките права и системите за регулирање на работното време. Во земјите каде што синдикатите имаат поголемо влијание и каде е почеста работата со неполно работно време, просечната работна недела е пократка. Податоците покажуваат и големи разлики меѓу професиите. Најдолго работат вработените во земјоделството, шумарството и рибарството, со просек од 42 часа неделно, додека најкуса работна недела имаат административните работници и вработените во услужните дејности и продажбата. Нето вредноста на отворените инвестициски фондови во мај се зголемила за 17,6 милиони евра и достигнала 558 милиони евра. На месечно ниво е регистриран раст од 3,6%. Во текот на претходниот месец инвестициските фондови привлекле нови средства во износ од над 32 милиони евра, иако приливите се нешто пониски во споредба со претходниот месец. Истовремено одливите се зголемиле за речиси 26% и достигнале 23,4 милиони евра. И покрај тоа фондовите оствариле позитивна нето разлика од 8,8 милиони евра, покажуваат податоците на Комисијата за хартии од вредност. Во меѓувреме, раст бележи секторот за продажба на електрични апарати за домакинствата. Во 2025-та во оваа дејност биле вработени 1781 работник, што е за повеќе од 6% во споредба со претходната година. Просечната плата во секторот достигнала 25.780 денари, што представува раст од над 10%. Анализите покажуваат дека компаниите кои доминираат по приходи се и најголеми работодавачи, но не секогаш и најдобро платени, бидејќи меѓу лидерите според височината на платите се појавуваат и помали компании кои не се во самиот врв според приходите и добивката.
Европската централна банка ја зголеми референтната каматна стапка од 2 на 2,25% како одговор на растечката инфлација, предизвикана од војната во Иран и наглиот скок на цените на нафтата. Цената на барелот нафта од типот Брент достигна околу $93 во споредба со $73 пред почетокот на конфликтот. До поскапувањето дојде откако Иран го прекина протокот на сурова нафта низ Ормудскиот теснец, низ кој минува значителен дел од светската трговија со нафта. Поради зголемените енергетски трошоци, инфлацијата во еврозоната во мај достигна 3,2%, што е над целта од 2% поставен од Европската централна банка. Се очекува и другите големи централни банки во светот да ги разгледаат своите монетарни политики во следните денови. Британската економија се намали за 0,1% во април, покажуваат најновите податоци на Канцеларијата за национална статистика. Главен двигател е падот на намалената активност во услужниот сектор, кој забележа пад од 0,2%. Особено големо намалување од 9,1% е регистрирано во спортските, забавните и рекреативните активности, делумно поради откажување на настани поврзани со војната во Иран. Компаниите од транспортниот, туристичкиот и производствениот сектор исто така пријавиле намален промет. Економистите предупредуваат дека конфликтот на Блискиот Исток и растот на цените на енергијата дополнително го загрозуваат економскиот раст на Велика Британија. Меѓународниот монетарен фонд веќе ја намали прогнозата на британскиот раст на само 0,8% за оваа година. Се очекува и дополнителен притисок врз домаќинствата, бидејќи од јули треба да се зголемат и цените на енергијата во Британија. Германскиот автомобилски производител Volkswagen ќе ја намали својата работна сила во Германија за 19.000 вработени до крајот на годинава, соопшти извршниот директор Оливер Блум. Компанијата веќе договорила отпуштање на повеќе од 28.000 работници до 2030 година, а целта е до крајот на деценијата да оствари годишни заштеди од 6 милиарди евра. Според раководството, трошоците за производство во германските фабрики се намалени за над 20%, а до сега се постигнати заштеди од околу 1 милиарда евра. Сепак Volkswagen и натаму се соочува со сериозен надворешен притисок. Компанијата проценува дека царините воведени од американскиот председател Доналд Трамп ја чинат околу 5 милиарди евра годишно. Особено погоден е автомобилскиот бренд Audi, кој нема производствени погони во Соединетите Американски држави и затоа е зависен од увоз на возила од Европа и Мексико. Американскиот председател Доналд Трамп за само неколку часа го промени ставот кон Шпанија, откако ја критикуваше поради одбрамбените трошоци и се закани со прекид на трговијата. По самитот на НАТО упати пофалба кон Мадрид, велејќи дека Шпанија прифатила важно финансиско барање. И покрај тоа Вашингтон подготвува список на шпански производи кои би можеле да бидат погодени од трговски мерки. Премиерот Педро Санчес изјави дека разговорот со Трамп поминал во пријателска атмосфера, а аналитичарите оценуваат дека евентуални санкции би биле сложени поради членството на Шпанија во Европската унија. Легендарната велшка пејачка Бони Тајлер, родена како Гејнор Хопкинс, почина на 75 годишна возраст. Со својот препознатлив рапав глас, таа стана една од најголемите музички звезди на 80-тите години од минатиот век. Светска слава стекна со хитовите Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero и It's a Heartache. Починала во болницата во Португалија, каде што се лекувала од тешко заболување, соопшти нејзиното семејство.